Добро утро. Јована, изминатите неколку минути зборувавме на тема здравје и во тој контекст продолжуваме со првото линковско вклучување во Македонија наутро. Доколку мислиме на здравјето, секако треба да мислиме и на здравата храна, која што е тесно поврзана со целата оваа приказна. Имено климатските промени и тоа како влијае на приносите на мед во Македонија, економската криза дополнително на цената на истиот, ќе го имаме ли во доволно количини за време на зимата, ќе можеме ли да го набавиме по пристојни цени и од друга страна каков мед во квалитет јадеме. Се само дел од темите кои што ги отвараме со председателот на пчеларското здружение Матица овде на улицата Македонија, каде втори ден поред се одржуваат деновите на македонски мед. Господине Билбуловски, добро утро, станавме многу рано и дотолку повеќе сме благодарни што сте отворени за разговор со нас. Споминавме 19-ти пат поред денови на македонскиот мед, како помина отварањето, што се ќе може да видат граѓаните и каков се мед да набават. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Што се однесува до набавувањето на медот, значи секоја година ние се трудиме да граѓаните бидат снабдени со мед. За оваа година можам слободно да кажам дека во однос на претходните е нешто подобра, меѓутоа климатските промени се уште го земаат својот данок, така може да речам, со енормно високите температури во летниот период кој трае долго време, исто така минусните температури кои што не својствено е за април месец да бидат, значи ја намалуваат количината на медот. Но сепак можеме слободно да кажеме имаше периоди оваа година кога пчелите успеа што се вика да донесат принос кој што сепак ќе биде позадоволителен во однос на ланската година. Инаку можам слободно да кажам дека овдека на ова 19-то издание Денови на македонскиот мед кое беше вчера свечано отворено, а ќе трае до 1.10, значи ќе граѓаните, посетителите ќе можат да купат навистина добар квалитетен мед. Присуство имаме од сите краеви на нашата земја, мислим со разни медови. Да спомнеме дека тоа се темните шумски медови, костенов мед, ливадскиот мед и така, и својство на некои багрем и слично. Меѓутоа, можам да кажам слободно дека оваа година за прв пат изложувачите што се на мед на овие 30 на штандови се регистрирани преку Агенцијата за храна и ветеринарство и тоа се примарни производители кај што на самата тикета постои географско потекло и постои број дека е како идентификациони број дека е навистина медот исправен и чист мед за конзумација на граѓаните. За квалитетниот мед многу се дискутира, особено кај граѓаните кои што не знаат да го препознаат истиот, затоа ние ќе им помогнеме ова утро. Како да препознаат, господине Билуловски, и по составот на медот, но и по тоа што како информација треба да го содржи етикетата дека е навистина мед. Така, оваа година исто нашиот фестивал во ствари главната точка е ставена на едукација на граѓаните, што значи како можат на најдобар начин да се спасат од онај наплив што е на фалсификуван мед, кој што од ден во ден се поголем наплив постои и секогаш тие фалсификаторите идат еден чекор пред нас, така да сега има разни форми преку овие електронски продаваат, да речеме, по многу ниска цена, без некој да го проба, го доставуваат до дома, меѓутоа кога конзументот ќе го купи, стварно навистина знае дека не зел мед, него само го купил името што е мед. Ајде да видиме, покажете ни, може ли да земете една тегла, да речеме што треба да знаат? Земаат тегла мед и... Еве, пример, доаѓа производител, доаѓа купувач, кој што сака да купи мед, прво, значи, должен е производителот да му отвори теглата на медот. Кога се отвара теглата на медот, значи, треба прво, тоа е органолептичко испитување, значи треба да намириса на медот и треба да ја добие она боја, она миризба што е на мед. Второ, кога ќе повлече со лажичка или било како, значи треба да се појави еден конец во вид на пајажина, а не да почнува да тече као капки, тоа значи дека се правени некои сирупни додатоци. И второ, ако ја земеме теглата кога ќе ја погледаме, она мора да има компактност, да нема слоеви, потемен, посветол или било како, или и таа компактност исто се гледа, видите, кога ќе ја свртиме, тоа се прави еден као сијалица, значи доаѓа, што значи се работи за едно структурален мед.
додека ако земеме некоја тегла која што е правена со тие вештачки сирупи и ако повлечеме со лажиче, ќе почнат да се појавуваат тие капки, па престанува и така, а и самата миризба, значи може да... И во однос на информациите, секоја тегла, предпоставувам, треба да содржи соодветна налепница на која што има информации за оној кој што го произведува медот. Токму така, како што реков, ние сме преку Агенцијата за храна и ветеринарство регистрирани како примарни производители на мед. Добиваме тој сертификат и тука мора да го има, сега не се гледа, мислам да камерата не може да го учим, го има тој карактеристичен број кој што е заведен таму, така да мора да го има. И сега и купувачот исто треба да знае кога зема тегла мед или кога купува, да го види потеклото на медот, од каде е, дали ги содржи тие податоци и така, за да биде посигурен. Не случајно го зборуваме ова, бидејќи деновиве излезе информација дека 90% од медот што се увезува од Европската унија во Македонија е лажен мед. Односно не станува спор за мед, туку веројатно многу повеќе за засладувач од колку мед. Во однос на цената не треба да се лажат граѓаните дека кога купуваат поевтино, имале среќа дека нашле добар производ за поевтина цена. Па токму и таа поента, ако некој земе мед за 200 динари, мисли дека го нашол вистинскиот мед, тоа е еден вид само превара, затоа што вистинскиот мед, ако ги земе само основните компоненти кои што го содржат, значи не треба да биде испод 400-500 динари производната цена, а тогаш каде би била продажната цена и така да сите овие медови кои што се по пазарите по 200 динари, по 150, по 300 динари, значи може да сватиме дека за што се работи. Која е цената на тегла мед овде на дановите на македонски мед? И покрај економската криза, ние одлучивме, мислим како здружение, како извршен одбор на оваа манифестација, одлучивме сепак цената да биде приступна, да може секој да си приушти и таа цена е веќе 3 години е непроменета, таа е 600 денари. 600 денари, значи она минимална цена која може да секој да ја купи, а и да земе вистински мед. Тоа значи дека најдобриот и најквалитетен мед од Македонија го имаме овде на улицата Македонија до 1 октомври. Токму така, на овие сајми, како што рековме, значи според сите тие пропозиции кои што постојат за еден учесник да дојде на овој фестивал, значи мора да ги исполнува основните услови. Така да со сигурност можеме да тврдиме дека овдека медот што ќе биде земен, ќе биде навистина мед, а не само да го содржи името мед. И тоа нас ни е целта, што се вика да на некој начин ги едуцираме граѓаните да кога купуваат мед да земе од познат значи производител или од некој што ќе му гарантира дека навистина е тој мед. Господине Билбиловски, благодарам за разговорот во Македонија наутро, посакувам успешни денови на македонскиот мед и секако ние се гледаме со следна тема поврзана со сево ово што го зборувавме во студиото 3 на МТВ. Може така? Може. Добро утро и поздрав и до вас. Благодарност. Благодарам. Јована, есенскиот и зимскиот период се тесно поврзани со имунитетот. Кога се зборува за имунитетот, секогаш и докторите препорачуваат по една лажичка мед за старт на денот. Она што е важно, јас се надевам дека помогнавме со информациите да им кажеме на нашите гледачи како да препознаат каков мед купуваме. Имаме ли прашања?